Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. По повод меѓународниот ден на ромите 8 април, денеска пред општинската зграда беше подигнато ромското знаме. Мерките за заштита на стандардот даваат резултати и има намалување на цените на основните прехранени продукти, вели заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Колку сме општествено одговорни, како ги учиме и колку знаат нашите деца да го чуваат општественото добро. Основното општинско училиште Климент Охридски деновиве нападнато од вандализам и двеење. Централниот играч на ракометниот клуб Прилеп останува во клубот и наредната сезона. Филип Мирчевски е новиот спортски директор во Младинската академија на Победа. Времето денеска студено, со утринска температура -2 и дневна 8 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. По повод меѓународниот ден на ромите 8 април, на јарболот пред општинската зграда беше подигнато ромското знаме. Како символ на почит и поддршка, денеска по повод одбележувањето на меѓународниот ден на ромите пред зградата на општина Прилеп беше подигнато ромското знаме. Општинските власти одржаа и средба со представници на ромската заедница на која разговараа за актуелните прашања и предизвиците со кои се соочуваат во ромската заедница, но и за можностите за унапредување на нивната положба преку конкретни мерки и заедничка соработка. Мерките на владата на Македонија за заштита на стандардот на граѓаните дава резултат. Имаме намалување на цените на основните прехранбени производи и стабилизација на инфлацијата, вели заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Од она што го видовме денес од Државниот завод за статистика, имаме инфлацијата мерена преку индексот на трошоци за живот во однос на месец март во однос на месец февруари е намалена за -1,3%, а онаму каде што најмногу се однесуваше одлуката, односно мерката од владата, тоа се храната и пијалоци, основни за живот, кои беа ставени во сите групи на производи, кои беа офатени со таа одлука во март во однос на февруари е намалена за 0,3%. Тоа е секако еден голем резултат кој го даде мерката и одлуката за ограничување на бруто профитната маржа. Знаете дека одеше скалесто према производи, онаму каде што имало најголеми маржи од она што го утврди на терен Државниот пазарен инспекторат, одеше со 5%, 10% на одредени групи производи и 15%. Општествената одговорност кон чување на она што е општествено добро се чини лекција која се губи во воспитниот процес. Директорот на Основното општинско училиште Климент Охридски деновиве објави фотографии каде дел од она што е создадено и изградено
е уништено и искршено. Филип Мирчевски е новиот спортски директор во Младинската академија на Победа. 30-годишниот Мирчевски е поранешен фудбалер на Победа и 11. октомврија два пати е прогласуван и за спортист на град Прилеп. Со младинската екипа на Победа беше и шампион на Македонија во сезоната 2021-2022, исто така есента 2023 беше и шеф на стручниот штаб на сениорскиот тим во втората лига. Црногорскиот интернационалец Владо Кастратовиќ и во наредните 2 сезони ќе го носи дресот на Прилеп. Црногорскиот интернационалец Владо Кастратовиќ и во наредните 2 сезони ќе го носи дресот на Прилеп. Кастратовиќ и раководството на Прилеп се договорија за новата соработка и средниот бек ќе остане во клубот најмалку до 2027 година. Кастратовиќ има играно во Комови, а во Македонија ги носеше дресовите на Струга, Охрид и Куманово. Временска прогноза. Времето денеска студено со минусна температура, минус 2 степени Целзиусови и максимална 8 степени. Следува период на стабилно и потопло време, велат метеоролозите, освен во четврток кога ќе има локални врнежи од дожд, а на планините снег. Утринските температури до среда на повеќе места ќе бидат негативни, а потоа ќе бидат во постепен пораз. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.